Горан да имаше перфектно сценарио во кое што ќе извојуваме победа и во кое што ти ќе постигнеш победоносен гол и тоа каков гол, мајсторски гол, немаше да биде вака перфектно. Вчера ни кажа дека не спиеш последните неколку дена, дека го чувствуваш над преварот, сонуваше ли ваков крај? Па сигурно дека сонува ваков крај ја да ја решим, да го решим овој надпревар, не сонував стварно. Убеден бев дека ова генерација има квалитет, има сили. Има како што напоменав и на другите, има одлична атмосфера и беше жално да не се пласираме на ова европско првенство. Еве сонот не само на мене, туку на сите, на цела Македонија. Уште ние фалевме да идеме на европско првенство. Ја на 38 години ми се оствари и затоа треба, ако сакаш нешто да постигнеш, треба да веруваш. Ја верував во овие момци, што кога дојде селекторот пред 5 години да збори со мене. Зборевме отворено и му кажав некои работи. Стварно се направи репрезентација од младост и искуство и мислам дека заслужено се пласиравме на ова големо надпреварување. Ако има една личност на која што би му го посветил успехот, на кого помислуваш во овој момент? Ма сигурно дека помислам на мојата фамилија. Сигурно дека они се мојата најголема инспирација, најголемата помош од кога ме испратија од Италија. Жена ми, Надица и децата ми кажа без европско тато да не се враќаш, сигурно. Стрекни се сите и јас сум најстрекен, стварно уште не верувам дека го стваривме сонот, али уште некој ден ќе сватиме што сме направили стварно. Горан, некако ја одложи крајот на кариерата. Женова се радуваат што остана да играш уште една сезона, можеби само заради Македонија. Го чекаше моментот. Одиме на светско, така да ќе игра до Нов договор. Дојде до Грузија, го постигна победничкиот гол за европско првенство. После голот погледна кон небото и покажа нешто. Што помисли во тие моменти? Помислив дека вербата во Господ, тоа што веруваш дека ќе те награди. Знаеме, јас и вие, заедно со мене, долги години се мачевме во фудбалот. Али сега треба сите заедно да се радуваме, бидејќи тоа го заслужуваме.